Се е во ред? Режија? Окей. Драги мои пријатели и пријателки, добро. Ви благодарам. Окей, продолжуваме со емисијата. Сите мои впечатоци ги напишав како во една колумна каде што на мојата страница Јади Бурек можете да прочитате моите впечатоци. Мина цел мој живот пред да се здобиам со совршено преклопување на просторот и времето да застанам пред подиумот на јунакот на мојата младост. Тука и видео записот кој го имате на ваше располагање. Се работи околу 50 минути материјал како пресек за едно подсетување. Технички е далеку под секое ниво затоа што се работи за снимање со мобилен телефон и дури и со малце софистицирана опрема не би можело подобро да биде затоа што бара врвна професионална опрема. Се надевам само една работа дека за овој концерт, за овој концепт Жан-Мишел Жар ќе го издаде на видео, бидејќи би било трагедија. Тогаш на Blu-ray кога ќе го гледате со сараунд, со сабвуфери и со се, ќе имате барем прилика да доживеете нешто приближно. Ако го сними во 3D, тога ќе биде уште поспектакуларно. Драги мои пријатели и пријателки, навистина ова беше концерт и настан каде што не знам, навистина не знам, еве би бил среќен ако некој од Passport Production ми прати точна цифра на продадени карти и колку со се тие VIP гратиси, се надевам дека немаше гратиси. Едно од најлошите појави кај нас тоа е гратисот, заради гратисот ние долго време не гледавме многу мина, нели, затоа што е на еден настан од 1000 души, 700 души беа со гратиси, 300 со купени карти и после очекуваш да ти ги донесе некој Депеш Мод или што ти ја знам. И треба да се купи карта, треба да се плати скапа карта, за да се имаа средства, затоа што вакви врвни имиња чинат. Тоа не е ефтино. Сега најубава работа што си купив неколку работи таму како за спомен, тоа е turntable матот за грамофонот, каде што со свој рачен подпис беше Жан-Мишел Жар. За жал не успеав да дојдам. Моето влијание е малце слабо кај продуцентскиве куќи и организацииве, за да можам да се пробијам бекстејдж, за да имам некоја средба и така натаму, иако авалонци па ми дадоа можност интервју да направам преку Skype со Јан Гилан, ама со Гилан требаше тоа да биде у 8-9 сабајле, што беше невозможно заради тоа што исто студио делиме овдека, па не можевме од технички причини. Најбитната работа што многу мина ја купија и ќе ја чуваат долго време, тоа е маичката Electronica World Tour, каде што ако се зумира можете да забележите дека меѓу останатите се наоѓа и арената Борис Трајковски, Маседонија. Скопје, Маседонија. Океј, интересна работа што во европската турнеја, иако ова светска турнеја, ова е периодот на европската турнеја од некои си 6 месеци, неколку месеци, не ја видов Грција. Интересна работа, Грција ја нема на картата на Жан-Мишел Жар. Добро, може Вангелис не дава. Се шегувам. Океј, долго време ќе се збори за овој настан. Имате шанса, ако сте го пропуштиле во Македонија, да го гледате на 15 ноември во Словенија, во Австрија на 17 ноември, Швајцарија 18, Германија, Холандија, Франција, Швајцарија, повторно и во Франција ноември до декември. Инаку декември, почетокот на декември, излегува Оксижен 3. Тоа е нова реинкарнација, не е стариот материјал преработен и така натаму, туку нов албум. Оксижен 3 е он го отсвири, иако ќе биде доста сличен со Оксижен 3, Жан-Мишел Жар го најави Оксижен 3, не сум робот, ајде пушти ме. Капча, еве го. Новиот албум кој ќе излезе за неколку дена. Секако,
вие можете да си го купите оригиналот на Амазон или од неговата страна, така што нема да останете покуси за ништо друго. Ако ви интересираат мене само една работа, за жал колку и да читам, колегите кои се занимаваат со рецензии за музика, музички критичари, едноставно ниту имаат простор, ниту овие весници се медиумот за една стручна таква анализа. Ние немаме весник, немаме телевизија, немаме емисија која малце поинаку како што некогаш беше 103, каде што се вршеше вистински час по анатомија до секој детал, што е кажано, зошто е кажано, како е кажано, интервјуа, извадоци и така натаму, бидејќи бевме посветени. Вие ќе прочитате сега на портали, во вестнициве разни, ама тоа е, да речеме, сувопарно. Еве, например, имате во вест, навистина се потрудиле во вест да напишат и сега некој младо дете ќе земе да чита за Жан-Мишел Жар. За мене е малце недолешно, иначе тоа е стилот на вест, ја не замерувам. Нели, во земјата на чудата, Жан-Мишел Жар и читаш навистина убаво напишано. Све е тоа во ред, прекрасни фотографии и една дролја. Сега треба овдека во целиот твој да ти... А ова име стандардната рубрика. Но, добро, тоа е одраз на времето, не замерувам. Вест одлично си ја работата, ама тоа е само показател дека музичката култура едноставно е маргинализирана, генерално е маргинализирана и тие што пишуваат за музика не се луѓе кои купуваат музика, слушаат музика, со честни случаи нормално, кои следат музика, купува албум, не да даунлодира само MP3, туку купува албум од своите миленици, студиозен е во пристапот. Мене ми света, мене ми недостасува и затоа за жал се уште ќе свртам кон New Musical Express, Melody Maker, иако се само сега веќе само онлайн изданија, да прочитам стручна литература. Единствено, јас би ве замолил, она што визуелно, овој холограм кој ни го изведе Жан-Мишел Жар, не е само туку така осветлување на сцена или сценски ефекти. По мене, по мое некое аматерско гледање на работите, сметам дека се работи за арт-видео концепт, зад кој стои сериозен некој уметник, најверојатно тука и Жан-Мишел Жар, кој самиот е многу посветен кон видео уметноста и видео концептот, но ме интересира дали постои некој друг, затоа што се повеќе и повеќе уметници, дизајнери, и едно и друго во исто време, и уметник и дизајнер, земаат учество во визуализацијата на познати музички имиња. Бидејќи Жан-Мишел Жар има кажано, вика, многу е досадно да гледаш човек зад синтесајзери. Свири, нема што да направи, со гитара ќе пафта малце, ќе викаме, пејачот, знаеш, ќе комуницира, ќе викаме, ама човек за синтесајзер е досадна работа и затоа многу посветува визуелното да биде исто толку јако колку и музиката. Ме интересира кој стои зад овој проект, кој е изведувачот, кој е концептот, детали во врска со ова. Ја би сакал да прочитам таква една анализа, било каде, било кој ја направил, затоа што заслужува. Ова е уметнички пристап, ова е видео арт пристап, ова се храбри нови, бидејќи прв пат ја успеав да видам холограм, нели? Знаело цели платно од позади да се става. Се сеќам рани 90-ти години кога дали беше Devotion Tour на Депеш Мод, кога со 2, 3, 5, значи 5 видео екрани, еден огромен позади, 2 големи и 3 доле, се случуваше претопување од еден на друг како е визуализација на нивниот концерт. Знам дека беше и темата Barrel of the Gun, не ме подсетувајте, и знам дека тоа беше видео концепт направен на Брайан Ино. Исто како и за концертот на U2 во Австралија 92 година. Значи, сериозно, тогаш и он соработуваше и со овие два бенда, така што, нели, ми интересира дали има некое вакво име, кое французите знаат да бидат прилично храбри во истражување на тие
крајни граници на можноста на играње со светлина, затоа што во Скопје имавме и ласери, имавме LED дисплеи, немавме LED дисплеи, имавме нови дисплеи, тоа беше некоја челична мрежа прозирна на која успеваше, не знам како, тоа фантастично е направено, тоа е многу сериозен концепт кој допрва ќе ги поместува границите на визуелното. Препол сум со емоции, не можев да спиам, легнав, заспав, се разбудив после 2 сати и негде од 3 до 7 сабајле ги пишував, го едитував видеото, собирав материјалите. Жал ми е што да ви кажам, што немам, ми е потребно и знам, ова го пуштив повеќе за овие 10.000 кои дојдоа тука, за да се подсетат. Многумина снима, ама мобилниот не може да ти ги реплицира филингот на звукот и визуелното. Добро, има малце подобар телефон кој па, знаете како се движи, он го зумира звукот и успева колку толку баланс да направи од целово. Добив многу честитки од странство за ова видео, затоа што има вакви многу видео од концертите нивни, но ова некако им било убаво спакувано, така што тоа е тоа. Настан пар екселанс и навистина последниве месец дена од музички аспект ми се овде вреди да се живе. Ова ми е само на дополнување на позитивната енергија која владее меѓу луѓето воопшто. Освен кај оние партиски припадници на Сорос, се друго е така позитивно расположено. Мислам дека изборот на Трамп направи тектонско поместување во менталниот склоп на човекот на планетата. Една нова надеж, нова надеж. Силна, непосредна надеж на ќутливото мнозинство, молчаливото мнозинство, вие што не искачате по улици, што не пцуете по социјални мрежи, што не се заканувате на Фејсбук, што не фрлате кондоми со боја, вие што не урлате, вие што ви е дегутантно да се однесувате како животни, вие што имате доволно толеранција за се, но никогаш не би излегле да практикувате стрейт секс со вашата сопруга пред други само за да кажете дека и вие имате права и дека сте тука. Вие едноставно тоа не е само во Македонија, тоа е на целава планета. Тоа е она што ароганцијата на либералите го заборави. Толку беа гласни, самобендисани, убедени и толку беа вулгарни, секој со нив што не се согласува, им се заканува, ги пцуеа, ги трола, ги малтретира. Заборавија на психологијата на ќутливиот човек, на молчаливиот човек, дека тој не може да се однесува онака како што другите се однесуваат. Но кога дојде неговото време, никој не можеше, знаете, она што ти е во глава, никој не може да ти го одземе. Можат раце да ти исечат, јазик да ти исечат, сето тоа. Тоа му го направи и на Свети Максим, исповедник. Христијани, само затоа што не се согласуваа со неговото тумачење на двојната природа на Господ Исус Христос, на теолошка расправа, каде што црквата останува само на еден човек. Не е Трамп револуционерот кој со идеја се наметно. Не. Трамп е само сурферот кој го почувствува бранот, кој долесе и се искачи на тој бран. Знаете, Ленин не бил толку концептуално способен дека ќе направи не знам каква револуција и каква светска промена и така натаму. Едноставно, тој бил единствениот во тој момент во историјата кога се случувале тие турбулентни збиднувања за време на Октовриската револуција, едноставно се барал кој ќе го поведе сето тоа. Он се нашол доволно смел и со доволно визија да види што се случува доле. Кога ќе изгубиш визијата што народот мисли, што народот зборува, и тоа не оние што викаат, што урлаат, што се закануваат, тие што молчат, како размислуваат. Тогаш, ако тоа го препознаеш, а тоа го препозна Трамп, тоа го препознал Ленин, не дека Трамп е капиталиста, ама Трамп едноставно излезе, собра мадиња и се појави во момент и затоа беше изгласан. Не затоа што е најдобриот, најпаметниот, најубавиот, едноставно затоа што застана за дона што многумина од неговите сограѓани го посакуваат, го барат. Он го артикулира. Он не е политичар.
Он може би е ретардиран, може би е глуп, може би е супер интелигентен. Воопшто не е важно. Важно, историјата него го исфрла во даден момент, затоа што тоа е она што од доле доаѓа. Многумина сега од либералите, поинтелигентните и попаметните, се оградуваат и се извинуваат. Какви текстови има? Со извинување и длабок поклон, вика, станавме арогантни, вика. Толку станавме само бендисани. Сите ги пцуевме и ги напаѓавме, вакви се, такви се, онакви се, ово, она и така натаму. Неќевме наместо со добрина, наместо со интелигенција, со памет, со љубов да пристапиме кон луѓето, што е можно повеќе, ние луѓето ги тепаме и ги напаѓаме, зошто не гласаат за нас. Чим не гласаш за нас, ти си ова, ти си она. А ја, драги мој, моето чувство, уште од 103 па навамо е, дека новата битка за хомосексуалните права, за ваквите права, за овие етникуми да се нарекуваат така, ова така, е само нов фашизам зад кој стои сосема друга приказна да се владее врз грбот на другите, врз грбот на хомосексуалците, на малтретираните, на опресираните, на сето тоа. Знаете, дволичноста на либералите толку беше очигледна. Знаете, урла за права за хомосексуалците секаде каде што беше меко, каде има православие, христијани и така натаму. Но никогаш во Саудиска Арабија, никогаш во Обединетото арапско кралство, никогаш низ тие земји кои им беа дебели финансиери. А кого правите будали? Толку сме слепи, толку не знаеме, толку немаме. И на крајот на краиштата, неверување дека народот може слободно да процени овој народ е глуп, овој народ е прост, ќе правиме нова држава, ќе правиме ова. Трчи, здружи се со најголемиот шлям антимакедонски, само за да добиеш гласови, неколку повеќе, бидејќи овие нормалните не те есапат. А зошто не те есапат? Затоа што за да го задржиш и своето членство, се па и овие што се од опозицијата, за да го задржат, за да ја задржат кохезијата на сопственото членство, потребно се да ги мотивираат со агресивни говори и така натаму. И нема простор он да ви се обрати вас и да каже: драги луѓе, христијани, браќа, македонци, нема име менување, нема ова менување, вака ќе направиме, онака ќе направиме, не се секирајте, ќе биде подобро, попаметни сме у економија, ова ќе... Не, глејте, се е со тролање, се чека катица, сега кого ќе го викне, дали Латас ќе го викне, Петко, Станко, Јанко, Бранко, дали овој ќе го викне или он ќе заврши работа, а ние ќе се уплашиме, вие, пардон, ќе се уплаши, готово е, леле, сега што ќе правиме. Забораваат дека овој народ војски го газеле, го малтретирале и што не е преживел, во ДНК има. Да, ние сме плашливи луѓе, ама стравот не значи дека се пикаме у дупка. Јас сум плашлив човек, загрижен човек, но мене стравот не ме парализира, мене стравот не ме пика во дупка, мене стравот, кога здравието мое дојде во прашање, јас се стегнав, сменив начин на живот, искрена, се трудам да си го подобрам тоа. Кога мене ми е страв дека некој нацист, фашист, кој се вика демократ, ќе дојде на власт и ќе малтретира не само мене, туку сите. Ја не бегам, ја не се повлекувам, ја не се пикам у дупка, секоја вечер сум со вас. Но тоа ме тера да читам повеќе, да размислувам повеќе, да си ги преиспитам собствените ставови и да дојдам до заклучоци. Тие заклучоци ми помагаат да обстанам, бидејќи, луѓе мои, не можеш поинаку да се откажеш од себе си. Она што го размислуваш, она што се твоите идеи, идеали, она што веруваш, тоа не може никој да ти го одземе. Без оглед што год кој да излезе на медиумите. А медиумите за тоа постојат, да ви перат мозок, да ви наметат мислење. А целата суштина е они што мислат. Како беше со некои медиуми? Види, ние имаме кампања против таа партија. Како е нашата гледаност? Топ. А1 телевизија. Секој прилог против ВМРО, против црква, против името, против ова, се што е прашање на идентитет, на историја и така натаму беше напаѓано. А А1 беше најгледана. Каде е прелеста? Прелеста е што моментот кога мислиш дека си најгледан, најследен, тоа не значи дека се согласуваат со твоите ставови.
Па јас сум убеден дека 50% од моите гледачи, бидејќи имам најгледана емисија, не се согласуваат, ама со точка. Дури одинат. Затоа што јас сум јас и го застапувам оно што го застапувам. Како демохристијанин, кој се моите политички гледишта, уште од, не знам, кога прв пат застанав на некои такви гледишта, никогаш левица, секогаш десен центар, ме следат и ме гледаат, но тоа не значи дека ја можам да повлијам на нив. Они од сосема некои други работи. Од што повлекува промена на мислење? Прво, многу тешко. Идеја, Инсепшн филмот што ви кажува? Идеја се откорнува најтешко. Абе, луѓе гореле по концлогори, трулееле по затвори. Делата на светите оци се преполни со храбрите жртви нивни, каде ги обезглавувале, палеле, мачеле. Не можеле од Бог да се... не можел. Дури немал концепт во себе за да се откаже од Бог. Ќе те убијам. Не знам што да кажам. Знаеш, кога си свесен и кога ќе го видиш Бог и кога си свесен во идејата и таа идеја ја прифаќаш, не можеш да ја напуштиш. Спремен си да погинеш за незе. Не дека си мазохист, не дека не знаеш да живееш, не дека не сакаш да живееш. Едноставно тоа си ти. Бидејќи ако од тоа се откажеш, што остана од тебе, бе? Што остана од мене? Не е само полниот стомак она што не прави луѓе. 5 минути после јадењето веќе се враќаат оние нормални размислувања што сум и кои сум. И не можат да сватат колку луѓе се спремни да жртвуваат и да истрпат само затоа што не можат да идат со тие принципи што овие ги правеа. Затоа во светов се случува револуција. Прво, ако не ви е јасно, се случи во Обединетото кралство. Референдумот за излез. Сите беа убедени, цела левица, цел Сорос, сите газеа, правеа и пустеа. Но никој не сакаше да го слушне оние што не се појавуваат на анкети што одбива, оние што не се јавуваат по телевизии, по телефони, по емисии, оние што не се јавуваат на Твитер, на Фејсбук, што се расправаат и слично. Тие го решија затоа што никој не можеше да им го одземе гласот. Со сите манипулации. И запомнете една работа, драги мои. Овие работи, револуцијата, во 21. век, нема да се одвива на улици. Да можеше до сега ќе го направеа. Погледнете ги како животни, како циркус низ градот да поминува кога идат и протестираат. Смешки. Смешно. Зошто не повлекува народ? Не им веруваат. Затоа што тоа не е методот. Затоа што народот откри дека методот да си направи позитивни промени како што он сака е само преку гласање. Тоа е најголемата демонстрација на сила. И тоа, дека има манипулации на гласање има. Но тие се случуваат после 10 часот са бајле. Од 8 до 10 редици на гласање. И народ се повеќе го сваќа. Не само тука, секаде. Затоа што, кога има мала излезеност, тогаш со мали манипулации, бидејќи не можеш големи манипулации да направиш. Со мали манипулации ќе направиш некоја позитивна разлика во сопствена корист. Тоа е секогаш целта. Но кога ќе има масовност, кога ќе се случи народ, кога ќе излезете сите масовно од 7 са бајле до 10 са бајле, излезеност 50%, брада, ништо веќе не може да се... Тоа е најдобриот заштитен систем. Затоа во сабота вечер пред 11 ќе гледате многу техножурки, многу работи кои ќе ви привлекуваат, гратиси за ова, гратиси за она, да останете цела ноќ, што е подоцна да идете, да ве заболи глава, делење од на разни материјали, сето тоа и така натаму, зашто помала излезеност да има. Но, и тоа дал ќе помогне, не знам. Ова е само дел од некој како можат девијантните умови да размислуваат. Но, она што останува, што никој од вас, без оглед дали некогаш сте се јавиле во емисија и имате било која допирна точка со мене, соедно со мене ќе се согласите. Одлуката за едно или за друго сами ќе ја донесете. Не од Јанко, не од Латас, не од 24 вести, не од Слободен печат, од Дневник или од ово или од оној. Сами ќе ја донесете. А како донесува човек одлука?
Човек одлуката не ја донесува само свесно, туку и подсвесно. Знаете, ти свесно можеш да го мразиш ово и да го мразиш оно и да го мразиш вак. Подсвеста знае колку си јадел, пиел и во каква... Знаете, нашето тело памети. Памети како си живел, без оглед што размислуваш. Бидејќи ние се водиме од носталгија. Во моje време, кои се најубавите делови од мојот живот? 70-80 години, дете, кога бев, првото идење на плажа, на јадра, на ваму, на таму и така натаму и така натаму. И тоа е носталгијата. Ама подсвеста не заборава дека чекав уредици за бензин, дека имаше пар, непар, немаше нафта, дека имаше рестрикции за струја, дека за пола кило кафе морав како тежок криминалец да шверцувам под мишки од Грција за да донесам кафе, оти имаше недостиг на кафе. Оти самопослугите беа полупразни, ама тогаш имаше се. Знаете, лошите работи се бришат, остануваат добрите работи во свеста на носталгијата. И тоа е убаво. Секој треба да има убаво мислење за своето минато и своето детство и својата младост. Ама подсвеста е многу порационална, иако подсвеста е ирационална спрема нашите критерии. Она е многу рационална. Тогаш било ладно, тогаш толку калории сум добил, сега добивам толку калории. И тие негде ќе си направат некој баланс да вие ќе успеете да си наметнете некое мислење и од некој филинг и од некоја свест, од некое внатрешно чувство. Тоа никој не може да ви го направи. Тоа сами вие ќе одлучите. Ако ве води ум и срце, вие ќе донесете права одлука. Ако ве води омраза кон противникот, вие донесувате лоша одлука. Крај. Ја ви велам, кога ќе заврши се во ова, преиспитајте се. Преиспитајте се. Какви беа вашите мотиви? Колку омраза имавте еден спрема друг? Фала му на Господ. Во цело во оваа расправија и во мое воззрење, јас сум човек со многу краток фитил, многу сум возбудив, многу знам многу емотивно да реагирам и така натаму, да се испорасправам. Но има една работа. Не знам како, успеав грам омраза да немам спрема никого. Ја можам да закачам, можам хумор, можам да бидам циник и така. Немам омраза. Ја кога ќе легнам, не легнувам со омраза спрема некого. Ја кога ќе легнам, не легнувам со омраза спрема било која личност, било што да ми направила или било што да ми кажа. Ја не легнувам со концепти, леле да дојде полиција овој да го собере и да го тепаат кола, да го згази, да го начекам овој, за да си олеснам заради навредите и повредите. Успеав, предпоставувам дека е тоа црквата која успева да ме превоспита, да нападите од надвор не ги сваќам лично и да не оставаат трага во мене, бидејќи сваќам дека ќе ги има. И вие ви се случува од роднина, од комшија, од пријател, и ќе се изнервирате, пиете, апчиња за смирување, алкохол и така натаму, уште полошо си правите. Подвигот е како тоа да не те погоди. Ке речеш, не сум ѓон човек, сум многу тешки работи, мајка, стрина, тетка, баба и така натаму и така натаму. Знаете, кога земете како игрини од 3D и го погледнете сето тоа, процес е, нема лек. Нема лек. Нема лек. Знаете, го гледав филмот Доктор Стрендж, каде што човек, познат хирург, иде на Тибет да проучува оние астрални тела, изменување на реалност. И му вика на учителот, гуруто, му вика, па добро бе, вика, како јас сега, вика, седејќи од овде да се создадам кај тебе, како да се преместам, а да не станам, да не користам мускул. Вика, како стана хирург? Вика, со многу учење и пракса. Така изгледа за се во животот. Знаете, Рамбо Амадеус ми даде едно просветление кој викаше. Вика, најголема грешка на цивилизацијата е што на 18 години ги прогласуваме, вика, за полнолетни. И им дозволуваме, тогаш може да пие алкохол, да дува дрога, да користи што сака и колку сака и колку сака. Зато го имаме клубот 27. Не е, вика, Рамбо Амадеус. Вика, синапсите у глава и во 20-тите години се преклопуваат, се донесуваат, се експериментира и така натаму. После 30-та година, 35 години, тогаш
можеш да донесеш рационални, правилни, искрени одлуки за нешто. Но немаме толку време. Затоа потребно ни е да бидеме подобри, попаметни, со многу ум и со многу срце, многу рано. Ете, тоа е нашата борба. Знаете, моите предци морал на 16 години да земе пушка во рака, немал избор. Кај имал време он да учи, да чита, да се образува. Едноставно времето го терало да оди, да се бори, да гине. Затоа што немал избор. Гинел не само за себе, гинел за своите. Се борел и за себе, и за пријателите, и за семејството, и за земјата. Денеска нашата борба бара да бидеме попаметни, подобри. Преку умно-срдечна молитва, бидејќи како сега да донесам правилна одлука. Знаете, кога е безизлезно, кога ќе го истрчаш теренот, кога ќе легнеш и секој атом од твоја сила, моќ, енергија, ум, разум ќе легнам, не можам више, ама искрено кога веќе не можам више, Господи, толку од мене. Тогаш, дечки, стигно е помошта. На таков волшебен, чудесен, магичен, трансцендентален, мултидимензионален начин, работите се случуваат да нема ни да ги почувствувате дека се случиле. Ќе ви треба некое време кога еден ден после откако ќе се случат, леле човече, не ми се верува. И со толку возбуда ќе барате како во источните религии кога доаѓа просветлувањето, вика буре со вода се полни и одеднаш вика ќе протне дното и вика ќе истече целата вода, целата тежина и ќе видиш вика од дното вика еден прекрасен нов пейсаж кој ти се има отворено. И ќе бараш некому со кого да го споделиш, кому да му го кажеш тоа, леле какво чудо и така натаму и така натаму. Во моментот многумина нема да го препознаат времето во кое живеат. Многумина. Сите ќе се викат, јас сум еден од нив. Викам, не ми се верува Англија. Не ми се верува Америка. Ја не дека не го посакувам. Ја знам дека и би гласал за тоа што би гласал. Просто ми е неверојатно. Но неверојатно беше и на татко ми, кога му кажував, иако не бев воопшто во политика, викам, тато, Русија се распаѓа, Германија се спои, паѓа зидот, Југославија се распаѓа, нема каде. Невозможно. Не можеше да го прифати. Море една чашка ќе земеше на свет. Му се рушеше цел свет, затоа што не можеше да ги прифати примените. И ќе има многу чашки сега на Западот. Оно што ние го преживеавме со Источниот блок, со Југославија, со приватизацијата, таму нема да има такви работи, но ќе има тектонски пореметувања. Сега тамо ќе има покачен број на самоубиства, покачен број на травматизирани луѓе, бегање и така натаму. Во овој момент во Њујорк се собираат лидерите, врхушките начело со Сорос, каде што 3 дена ќе заседаваат како да се реагира понатаму. 100 дена има до Трамп, дали ќе го, дури и да го убијат, нив им е јасно, сега може слободно снајпер у глава да направат и да се избере, не знам, и нивни човек да става, што се вика. Процесот е покренат, бидејќи не е процесот горе, процесот е доле. Тоа е неминовно, не може да застане. Веќе не може. Што е како сега на Нијагарини водопади брана да градиш. Готово е, дечки. Крај. Не може. Невозможно. А отпор ќе има. И заради тоа многумина ќе пострадаат, бидејќи нема да се помират. Бидејќи сега све е убедено дека све што било за Трамп мрази хомосексуалци, мрази хиспано, мрази латино, мрази црнци и ние ќе се бориме. И сега будалите, без свест, ум, разум, ќе идат во борба, ќе убиваат други, ќе се самоубиваат себе си, затоа што си ја наметнаа наметката на правдата, сметаат дека оние имаат правдата. Море оваа била курва, овој не плаќал данок, овие биле праведни, овие биле неправедни, се е веќе заслепено. И само се повеќе и повеќе. Сега ќе има обид, дали ќе има обид за граѓанска војна, значи револуцијата е направена, а структурите што ја изгубија во оваа револуција на Запад, сега се регрупираат за да зададат контрареволуција. Сега ќе ги лижат малце раните, ќе се пребројат и да видат колку им се нивните можности. Ние ги имавме шарените и ги преживеавме.
и ќе ги решиме на 11. И да продолжат, веќе нема замаец таму. Решено е. Какви 63, 67 е прашање дали ќе има. Може би грешам, не е ни важно, не се занимавам јас со тие аналитики. Но расположението кај народот, на запад, кај нас, е сосема променето. Извинете за оваа тирада. Чувствував потреба, бидејќи се наполнив со позитивна енергија и се надевам дека успевам и да ви ја пренесам. Одиме со весниците. Не возете без зимски гуми или без ланци. Атина под опсада. 500 агенти на ЦИА ќе го чуваат Обама. Обама доаѓа во Атина. Зошто? За да објасни прво зошто не успеа да ја скрши Македонија за промена на името, но да им каже дека еве уште малци има СЕО овде, има 300 работи, има опозиција и дека има шанси сето тоа да им се реши во нивна корист за да продолжи силното лобирање на грчкото лоби за поддршка на либералите во Соединетите држави. Мрдни со прсте некоја си кампања, не знам зашто. Секако Жан Мишел Жар ви го проследивме. Утрински вестник се занимава со жените, заш ги имат толку малку. Само 4 жени се носители на пратенички листи на политичките партии на престојните парламентарни избори кои треба да се одржат на 11 декември. Жан Мишел Жар, музички и визуелно го маѓарска Скопје. Дик ја отворили листата на СДПМ, на Јаневски со двојници. Бугарија доби генерал за председател. Падна владата на Борисов. Падна во Америка, падна UK, падна во Бугарија, ќе падне сега и Сенатот во Италија. Економија пак е жешко со Мак Петрол. Акциите вчера достигнаа 28.000 денари. Меси одби да потпише нов договор со Барса. Браво! Ова е храбар потек. Ова е похрабро од што било што направил. Значи, човекот сака крајот на кариерата да прошета, да види. Значи, респект. И Паоло Малдини целата своја кариера ја помина во Милан и тоа е респектибилно. Но, знаеш, кога остануваш на едно место и третиран си како крал, знаеш, малку зашлајфуваш, зарибуваш. За Барса вреди да погинеш и да те закопаат таму среде стадионот, да го оставиш животот. Но, кога можеш да бидеш и да живееш мирно како крал, ти да се согласиш и предпоставам ако не е ова само маневар да потпише нов поскап договор за поише пари, мислам дека Меси си прави една голема услуга и како личност и како фудбалер со тоа што ќе се обиде и во друга средина. Малку нов почеток воопшто не е лоша работа за човек. Знаете, бидејќи барата знае да се замириса колку и да ја негуваш, колку и да ја убава. По 80 години храмот Свети Јован Крстител ќе добие фреско живопис донација на фондацијата Илија Камчев. Тоа е овдека во Скопје. Секоја година од дијабетес заболуваат 30 на деца, страница 6. Ама нормално, тоа никогаш не е од вакцини. Убаво. Едно од моите најомилени скопски цркви, значи, со помош на фондацијата Илија Камчев, по 8 децени, храмот Свети Јован Крстител во населбата Капештец во Скопје ќе биде насликан фреско живопис на површина од 478 квадратни метри. Изведувањето на работите од страна на стручниот тим во внатрешноста на црквата е започнато, а рокот за завршување е 2017 година. Вредноста на донацијата за изработка на фреско живописот е во висина од 4 милиони денари. Во следната фаза фондацијата Илија Камчев, како поддржуваш на широк спектар општествени иницијативи, ќе го финансира и партерното уредување како и надворешниот простор на црквата. Горди сме и благодарни што имаме чест да ја поддржиме иницијативата за реконструкција на црквата Свети Јован Крстител. Изработка на фреско живописот ќе остане како символ на едно време сведок на нашето постоење и вреден артефакт во поновата историја. Со помош на уметноста ќе може да го изразиме заедничкиот стремеж кон убавото и возвишеното. Тоа е наша чест, обврска и подарок за идните поколенија, изјави Јордан Камчев, председател на фондацијата Илија Камчев. Супер. Одамна постоеше план за оваа прекрасна црква за каде што е богословскиот факултет да се направи. Еве ми е драго искрено. Навистина прекрасно место, како надвор од простор и време, ни на небо, ни на земја. Баш ми е драго.
Галија на суво среде Вардар. Незаконски се менува речното корито. Некој интервенира со градежна механизација, истурајќи земја во водата. Дождот го наполни Вардар со вода која повторно го поплави долниот дел на галијата, па сопственикот мораше да ја закотви, правејќи насип од речното корито. Лошо програмирано, лошо исцртано, лоша архитектура. Требале да се предвидат вакви работи, за да не дојде до вакви... тоа. Не знам кој е архитектот, но во секој случај ќе си ја носи и он и изведувачот, ќе си ја носат одговорноста за тоа. Нова Македонија, носителски или лидерски дуели? ДИК целосно ги отфрли листите на СДПМ. Понудата на станови надмина Бебарувачката. Репортажи. Дневник. Британски експрес за пропаднатата вечера во Брисел. Ова е вечерата што беше закажана итно по изборот на Доналд Трамп, каде што требаше, како во Њујорк сега, со Росоидите и така и во Европа да се соберат и да направат план како да постапат против Трамп. Но, глупаво, смешно, хистерично, ново понижување за Европската Унија. Веднаш по изборот на Трамп за председател на Соединетите држави, по барање на Германија, во Брисел беше свикана вечера на министрите за надворешни работи на членките на Европската Унија. Таа требаше да се одржи во неделата, а по низиниот колапс сега служи како извор за подсмев. Европската Унија, пишува Елизабета Божиновска, Европската Унија стана понижена кога итната средба што ја свика за да разгледаат за шокантниот избор на Доналд Трамп за американски председател беше игнорирана од Велика Британија, Франција и Унгарија. И покрај веќе планираниот состанок за вчера утро. Главните во Брисел, значи Франција, Унгарија и Велика Британија игнорирале повикот. Главните во Брисел организираа посебен итен самит во неделата вечерта, потек што беше карактеризиран од евроскептиците како медиумски трик и претерана реакција на демократски избраниот председател, пошто одлучија да се држат на страна во знак на протест, пренесува Британски експрес. Британскиот шеф на дипломатијата Борис Џонсон ја одби поканата за средба, нарекувајќи ја колективна жалболетка, а неговиот француски колега исто така ја игнорираше поканата. Унгарскиот министер за надворешни работи ја критикува итната средба на ЕУ како хистерична. Осудувачките тонови се засилија вчера, па изворот од британската влада сугерирал дека организирањето средба пред веќе закажан состанок е само борба за публицитет. Паника. Коментар на Искра Коровешовска. И уплатницата на Јанева ли е фалсификат? Зашто се работи? Па се појави, нели, знаете, членска карта, но се појави и нешто друго, за кое малце тешко сега да се каже што е како. Ова е уплатница на име дека уплатил Катица Јанева на улица Маркс и Егелс за СДСМ 400 денари на дата која кореспондира пред низиниот избор за специјален јавен обвинител. 31.7.2015. Незири, Ахмети бараше нападот да не го пријавиме во полиција, дуи за протестите предводени од семејството на командант Шкипоња. Али Ахмети и дуи не се и нема да бидат добре дојдени во Куманово по убиството на командант Шкипоња и по настаните од 9 мај, доколку тој повторно има намера да дојде, ние пак ќе се обидеме да го спречиме, порача Љулјазим Алити, братучет на убиениот командант. Националниот сојуз на слепите на Република Македонија тврди: контролите од Ременски се темпирани, политички и за предизборни цели.
Особено не навредува фактот што техничката министерка гледа се низ призмата на политиката и гледа политички да не обои сите, се вели од дописот од Сојузот на слепи лица, а техничката министерка Фросина Ташевска-Ременски ги одбива ваквите напади. Албанскиот премиер продолжува да се правда. Рама, го нападнав Трамп како кандидат, вие што не го браневте тогаш. Јас сум во тешка ситуација затоа што го нападнав кога беше кандидат. Сите мои противници, наместо да се радуваат за него, се израдуваа како јас да сум изгубил. Јас кажав, не сум го нападнал председателот, туку кандидатот. И сум многу зачуден што кога јас го нападнав, вие не кажавте ни збор, не го заштитивте, затоа што мислевте дека ќе победи Хилари, рече Рама. Excuses, 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 excusez-moi. И уште доста интересни работи во Дневник. Вечер. Дронови снимаат се па и голи жени. Во Бардовци сопругата му се шетала гола по двор, а комшијата и пуштил дрон. По објавената членска книшка и уплатницата. Катица прати Абер, не сум СДСМовка. Ја чекам дронче. Имам воздушен пиштол. Да. Уште од татко ми од времето, што го купил пред 50 години. Многу интересно е дронче која ќе надлета со воздушен пиштол. Не треба многу. Ценг, пенг, пупунец доле од ти до 1000 евра. Фала, пријатно. По објавената членска кличка и упатница. Катица прати Абер. Не сум СДСМовка. Какво казваш? Не е СДСМовка. Како ти ќе кажеш? Не е СДСМовка. Сијарто. Унгарија ќе се бори Македонија да почне преговори со Европската Унија. Силна поддршка за ВМРО ДПН на предстојните избори. Државна изборна комисија отврне на листите на Социјалдемократската партија. Ама не она на СДСМ, туку оние другите. Одработувањето за СДСМ го направи Алексов милионер, а Мост продолжена рака на Заев. Еве таа ситуација. Во Бардовци сопругата му се шетала гола по двор, комшијата и пуштил дрон. Според Горан Јандревски, директор на АЦВ, мора да се контролира летањето на овие летала, бидејќи никој не сака од тераса на тераса да му лета дрон. За таа цел изготвена регулатива за правилна употреба на беспилотни летала, која треба да усвои новото собрание кое ќе се конституира. Инаку виден е дрон кој летал покрај канцелариите на Македонски Телеком и се обидувал да снима што се случува внатре. Што, драги мои, па слушај, умеѓу време, нека даде некој награда за секој соборен дрон, дали со чатал, дали со пиштол, дали со нешто, да следи награда, не знам. Електронска картичка е единствена опција за наплата во автобусите. Од декември тест период за електронската наплата во приватните автобуси. Бимбери Ќатварсан. Единствениот тарифен систем во јавниот превоз во главниот град ќе започне да функционира официјално од 1 јануари 2017. Сите граѓани ќе мора да извадат електронска картичка наместо старите автобуски билети. За да го однесете детето во Луна парк, ќе ве чини како во Дизниленд. Паркинзи општина Центар почна да го расчистува теренот покрај градскиот парк, каде има намера да воведе зонско паркирање, односно наплата на паркирање на час. Граѓаните со негодување ја примија оваа вест, коментирајќи дека едно одење во парк ќе ги чини како посета на парк на некој од метрополите. Посетата на Луна парк како посета на Дизниленд. Прашање е како одговорните од ПОЦ ќе го регулираат паркирањето за време на некој надпревар во арената Филип II, кога гужвите се најголеми. Отчет на градоначалникот Сокол Митровски проектите му даде урбан лик на Ѓорче Петров. Трпевски не очекува поевтинување на становите, а цената стагнира. Скопски аеродром до крај на година со 1,6 милиони патници. Браво, браво, браво. Извештај за енергетиката во Југоисточна Европа. Македонија ги намали загубите во пренос и дистрибуција на струја. Па изградивме нови. Значи, според извештајот, Косово е најзависната земја од јаглен во регионот, 97% произведува јаглен во 2014. Потоа Македонија и Србија на второ и трето место со 69%, 64,8%. За споредба, ЕУ генерирал 26,3 електрична енергија од јаглен во 2014. Жан Мишел Жар
Sve je to ubavo i treba, to je to. Wow, ubovi fotki. Nema čivi se, no odlično. Ok, dragi moji prijatelji, dobro večer. Odmah menjate kadara, kako ste brzi u režija. Ona podsvesta, zadnja strana večer. Sorry, zadnja strana... Odime sa вториот блок реклами. Се враќаме веднаш потоа во студио. Ново Остеостронг, органски калциум и магнезиум со витамини К2 и D3. Потикнува од крајбрежјата на Јужна Америка, од црвени алги кои се берат рачно, се сушат и се мелат во прав, кој е извор на единствен органски калциум. Остеостронг алгекал обезбедува правилна работа на внатрешните органи, бидејќи влијае на преку 100 витални функции во организмот. Најновите студии докажаа дека Остеостронг алгекал ја јакне структурата и ја зголемува густината на коските. Остеостронг, потпора на вашата виталност. Herbal Plus. Телефон 02 3062 770. Дружењата со пријателите ми станаа мачни. Болките во зглобовите станаа неподносливи. Не е лесно, но за проблемите со зглобовите има решение. Сопрете ја болката пред таа да ве сопре вас. Вистинско решение. Flexiforce Plus. Правилен избор. Herbal Plus. Телефон 3062 770. Она за што сте сонувале. Она за кое сте мечтаеле. Она на кое со возбуда и радост ке се сеќавате. Одберете го местото каде вие и вашите роднини и пријатели ќе уживате во заедничкиот свечен миг. Одберете го Хотелот Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Испланирајте ја вашата свеченост во древниот град. Одберете го градот на кулите и мостовите и Хотелот Кратис. Препуштете се на веселбата и свеченоста. Онака како што само вие знаете и онака како што од секогаш сте посакувале. Елеганција, врвна услуга и долгогодишно искуство во организацијата на свадбените свечености. Волшебно добре дојде за волшебни заеднички мигови. Хотел Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Ново Карваксил, патентирана П73 формула, единствено масло од диво оригано во капсули, ефикасен за целото семејство, против инфекции, без инекции. Совршен спој на софистициран дизајн, врвен квалитет и професионални перформанси. Доживеете ја префинетоста во вашата кујна со садовите за готвење TVS од италијанскиот дизајнер Giorgetto Giugiaro, кој меѓу другото е познат по дизајнот на Ферари. Садовите TVS на вашата кујна ќе дадат современ изглед, а на секое јадење неверојатен вкус. Од 28 октомври до 4 декември, единствено во Тинекс, соберете 12 купони и со доплата од 999 денари добиете ја вашата нова тава за готвење. Со садовите TVS, готвењето на секој семеен оброк е како создавање нова, магична приказна. Пак таа досадна уринарна инфекција. Урифар содржи природни состојки кои за 30 минути го ублажуваат воспалението. Урифар – брзо и ефикасно решение за уринарните инфекции. Herbal Plus. Да, ние го подготвуваме Budweiser Budvar, користејќи го истиот оригинален рецепт веќе 120 години. А сепак, секој ден,
Секој процес, секое шише, секое правило го гледаме со нов ентузијазам. Може би старите традиции треба да се почитуваат на овој начин. Будвајзер Будвар, оригинално чешко. Кандилекс придонесува за баланс на микроби во телото и добро варење, причини за настанување на кандида, често и подолго конзумирање на антибиотици, небалансирана исхрана, често изложување на стрес и слаб имунитет, конзумирање контрацептивни таблети. Симптоми на прекумерно развиена кандида, надуеност и проблеми со варење, зголемена потреба за сладка и кисела храна и алкохол, главоболка, замор, несоница. Кандилекс, природен препарат во борба против кандида. Вистинско решение, правилен избор. Herbal Plus. И оваа година заедно со вас. Гледајте ја петата сезона на семејниот магазин Моето дете. За сите сегашни и идни родители, едукативни прилози и стручни совети, одблиску со познатите нивните семејства, културни, спортски и забавни активности за правилен раст и развој на децата од сите возрасти. Премиерно секоја сабота во 20 часот на Сител 3. Драги мои, јас се извинувам што не ви дадов вечерва многу простор за вашите јавувања. Знаете дека ќе ви надокнадам деноиве и на редовни, нередовни и сите. Премногу емоции ми се собра. Имам напад на логореја од толку позитивни чувства и кои сакам да ги споделам со вас. Не само заради позитивните промени кои ги ни се случуваат кај нас и кои се случуваат во светот, туку и излез како да не се постапува. Знаете, кога беше Октомвриската револуција, што се правеше кога се случуваа револуциите? Што се правеше? Левицата што правеше? Ги екзекутираше, ги уништуваше, ги убиваше, ги фрлаше во логори по сите оние кои не размислуваа како нив. Такава беше комунистичката партија, таков е и фашизмот, нели? Тоталитаристичките системи. Но овдека ни се покажува сега една нова, бидејќи има свести кај оние кои изгубија, дека ова може да се надмине. Не мора да го понижиш противникот, знаете, кога ќе завршат изборите кај нас, да го понижиш. Нели ти реков, ѓубре едно, смрдеше. Не, со пријателска рав, комши, едно кафе. И не се расправај. Пи кафе и не прави политика со него. Нека се почувствува дека го гледаш како човек. Затоа што, ако си христијанин, ти треба, знаеш, вртењето на другиот образ, тоа е, овој те нападнал, ти кафе. А не она буквално физички удирање, затоа што физички некој ќе те нападне, ќе кренеш рака и ќе се одбраниш. На крајот на краиштата, кунг-фу, па сега инстинкти се. Ајса. Така што, бидете си позитивни и не дозволувајте омразата. Ја ќе ви речам најдобрата реченица која сум прочитал. Да мразиш некого е исто како да си земал, немам чаш, да си земал да испиеш отров, имаш отров во себе и чекаш тој да умре да се отруе. Невозможно. Бидејќи омразата е негативно чувство, мрачно, декадентно и таа прави рак, тумор, пореметува ум, разум, разболува дело, те тера ирационално да делуваш. Човек кој е со љубов, човек кој е смирен, не прави лоши работи. Човек кој е со љубов кон другите, не повредува, не навредува, не напаѓа. Ме разбирате? Прашање на избор, концепти. И ова е борба на тие два концепта. А не дека некој мрази црнци, хомосексуалци и така. Може, тоа што не се согласувам со начинот на живот на хомосексуалците, не значи дека мразам, бре, луѓе. Абе, какво мразење? Зошто? Имам ли јас право да не се согласам со нешто? Имаш. Имаш право да не се согласиш.
Немаш право да го навредуваш, немаш право да му забрануваш, сепак е он човечко битие. Ние во ова општество све имавме освен човек. Имавме хомосексуалци, наркомани, црнци, хиспаноси, бегалци, вакви, онакви, ова, она. Само немавме нормални луѓе во цело. А нели имаме заеднички именител? Луѓе. Погледнете што сакаат во правото да го изменат. Правото има една работа. Човек е човек. И на човек му се суди како човек, а не дали е хомосексуалец, или е наркоман, или е лев, или е десен. Затоа правдата треба да е слепа. Они почнаа да го изменуваат тоа. Тоа е опасниот процес надвор од умот. Туку, што да правиме со овие дроновите што летаат? Треба да се соборат, тоа е факт, но во право е другар ми што ми испрати еден лик и што ми рече, вика, опасно е, вика, да пукаш, да фрлаш чател, можеш и да повредиш некого, да утнеш и така натаму, па и ќе трошиш џабе. Вака, еве, антидрон пушка. Таа изфрла радиобранови и го спушта секој дрон. Еве како изгледа тоа. Се обидува дрон да надлета. Оп! Го фати со радиобранот. Дури и не жене. Battle Drone Defender. Трак. Куршум у чело. Пињао. Неинвазивно, неризично оружје кое има, значи стартува веднаш, 5 часа може континуирано да работи, во агол од 30 степени, на сите тестови на терен успешно се покажал, иновативен, не е многу скап, лесен, брзо може да се користи и нема никаков ризик. Што значи сега на AliExpress која ќе се појави, леле шо ќе им правам, леле шо ќе им правам, ќе си купам едно вакво пиштолче, ќе излезе се за $50, чикео! И нема нежно да го спуштам, онака од земја, пау! Падна, тудам, комши, падна дронот! Белја работа. Не знам само колку е дометот. А гледам дека прилично вака и некој си 100 метри фаќа. Цак. Scotty, beam me up. Tractor beam. Engage tractor beam. Така. Сега бегај. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Драги мои, Жан-Мишел Жар ме поттикна да се подсетам на некои работи од младоста. Една од тие работи е, не само во музиката, туку и во филмовите, во 80-тите години се појави еден култен цртан филм, се викаше Ghost in the Shell. Секој малце што има разбирање, ја ви го препорачувам добро да го изгледате Ghost in the Shell и Кецот и двојката, феноменален, култен цртан филм кој беше и основа за многу филмови. Сега, има филм со него. А кој може друг, освен преубавата, прекрасна, преталентирана Скарлет Јохансон да биде The Ghost in the Shell? Ево го трейлерот. Hard at work on the new film Ghost in the Shell. We are finally ready to give you a look at it. I'm thrilled to have been given the opportunity to play the Major, and I'm so excited to be able to show you a glimpse into her world. Please enjoy the first trailer of Ghost in the Shell. This is Major. I'm on site. I'm going in.
You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Maybe next time you can design me better. Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something I'm not. What are you? You were dying. We saved you. And now you save others. Words like violence break the silence. All I ever wanted, all I ever needed is here. I don't know who to trust. You trust me, right? I know I have a past. I'll find out who I was. Everything they told you was a lie. Who are you? They did not save your life. They stole it. Уште еднаш топло ви го препорачувам Ghost in the Shell, цртаниот филм, да го изгледате оригинал. Ке го најдете по торенти, вамо или таму. Ја не се ни обидов да ви го барам нешто посебно, затоа што и нема потреба за такво нешто, но топло ви го препорачувам сето ова. А сега одиме малце во Кина. Невнимателните возачи. Невнимателни возачи се сметаат оние што непотребно користат долго светло на места каде што не треба да се користи. Бидејќи долгото светло е добро ти кога ќе го видиш, но крајно е заслепувачки. Јас долги години не се осмелував да возам по македонските патишта додека не ги направи автопатиштата, затоа што мојата реакција од заслепувањето до враќањето бараше да ја спуштам брзината до многу ниска, што предизвикуваше нервоза и опасност кај возачите позади мене. Едноставно ризик беше кога некој ќе те преосветли со долги светла. Кинезите, бидејќи Кина многу брзо почна да се богати, многу брзо овие почна своите комплекси како и кај нас, скапи коли, уклучува ароганција и така натаму, вози со долги светла и кај што треба и кај што не треба. Покрај казнувањето, кинеската полиција сега применува една метода. Значи, кога ќе те фатат дека возиш со долго светло, те казнуваат на тој начин, не со пари, бидејќи до сега со пари, со затвори, со 300 чуда не им помогна, туку земаат пред нивното возило, го седнуваат, вклучуваат долги светла и го тераат со отворени очи да гледа во долги светла 1 минута. 1 минута во долги светла да гледаш не е за фрканција. Овие те контролираат дали тоа го правиш. Така што, еве, постои една столица на која е испишено, тоа е столица за казнување, ти ја дава полицајецот, ќе седнеш на неја, ќе изгледаш и друг пат за памет во подсвест да ти влезе, да не ти текне да возиш со уклучени светла, како и некои други работи. Мене ми се допадна овој пристап, зошто да не? Се согласувам. Не мораме да казнуваме, не мораме пари да земеме, ама, знаеш, малку понижување понекогаш е добро. Понекогаш е добро. Знаеш што? Ми фали она учителките на времето, кога немирното дете, сега не смее да го пипне, немирно дете, ќе го потегне за бакенбарда или ќе го плесне по раката. Знаеш како делува? Понекогаш, знаеш, и ние како деца кога бевме не фаќахи се хистерија. Абе, ништо не помагало збор, не допира до свест, едноставно тоа е. И кој ќе те потегне малце по бакенбардите, а по бакенбарда малце боли. Знаеш, се мере. И малце ќе се смириш. И тоа беше добро. Тогаш може би се лутев, ама деца многу не ни траеше. Сега гледам дека добро било за моето его, како човек, прибери се малце. Знаеш? Малце може и стварно си претера. Денес не смеа да ги пипнат, овие шизат и така натаму и така натаму.
тешка мака имаат учителите со разгалените деца и со децата на родители кои имаат малце повеќе пари, ги галат и така натаму и така натаму. Знаете, треба малку строгост да почувствуваат. Не да се изживува, секако, една минимална доза на авторитет, која па и дома вие врз децата, ако не го плеснеш по рака, кога брца удупчено за струја, му викаш немој, не пикај таму, немој не со клинецот во штекерот за струја. Не. И што се, јас сум лош родител? Не си лош родител. Не сте лош родител. Тоа е извитоперено. Друго е ти да го удриш од земја, да го акнеш и така натаму. Удирањето не е болка да му зададе, туку да го свести, бидејќи има проблем со фокусирање. Трак. Како жена или маж во хистерија, која ќе ги фати од панична состојба или од нешто. И ќе врзе шамар. Ако не можеш, ако треба нечив живот да спасиш, например самоубиец, ја не би се двоумел ни секунда да му врзам шамар, за да го свестам да не си го одземе животот. За да размисли. Па утре нека рипа. Не оправдувам насилство, не ќотек, не удирање, плескање по рака, тегнење по малце авторитетот на... Но, прекрасни се наставниците, ја не можам да ги следам сите. Но се менуваат и наставниците. Се менуваат на таков начин што стануваат се по-пријатели. Моите деца ми ги раскажуваат своите. Еве, во основно училиште ми е најважно каков е односот. После, што сакаат нека прават, нели, на факултет. Ако не сум успел да му наметнам култура или не ја стекнал во животот, тоа е тоа, толку. Но, еве, во основно училиште. Сите мои 3 деца пораснаа во основното училиште во Строг центар во Гоце Делчев. Бившо Ленин. Уште Ленин го викаат. Не ми се верува. Бог да чува. Не се. Викам, денеска ќерка ми кажува, вика, се расправав денеска со професорката по географија, со наставничката по географија. Што? Викам, како си се расправала ти? Да, вика, се расправав. Како? Викам, што се расправаш? Па тоа, вика, ми викаше дека ја имав лимунада, вика, и викав, ја имам лимунада, она ми викаше, не вода е. Чекај малце, дај малце објасни ми ја ситуација. Па вика, ние сме како другари, она другарски, па ја и кажав ово, она, вамо и таму. На тато ти кој ќе ми кажеш расправи, ја многу сериозно го сваќам. Не, вика, она ни е многу другарка, вика, и вика, она ни раскажува незини работи, ние кажуваме незе. Ја останав џашен, бидејќи ја не се мешам, не одам, не се појавам во училиште, бидејќи за добро и за лошо, моето може бидејќи како јавна личност и во овие нели малце екстремни ситуации погрешно да се тумачи, не, но благодарност на сите како неа што се професори што го градат тој пријателски однос. Еве да ви кажам, иднината на школството многу е добра. Зошто? Бидејќи кога професорите градат однос, материјалот и она што ги набиваат за учење оди во втора степен, туку пристапуваат повеќе како родители, како пријатели. Тогаш има воспитување. Бидејќи воспитување, ја повеќе би сакал да се воспитаат децата во училиште, одошто да научат. Зошто? Географија, математика, сите тие работи ги учат и на YouTube. Ама не учат човечки релации, со постар како да комуницираат, како да се отвори, како треба да сето тоа, а наставниците имаат едно општа култура за дикција, широко познавање на многу работи и тоа може да го пренесат. Во Финска, верувале или не, веќе нема да има предмети. Значи, првин ги укинаа во Финска оценките. Нема кец, двојка, тројка, четворка, петка. Сите поминуваат процес како растат. Нема враќање, повторување и што ти ја знам. Сите поминуваат процес заедно. Сега веќе нема ни предмети. Значи, нема час по математика, час по историја, час по... Да не ви го барам прилогот, ќе го побарам вечерва, ќе го објавам на мојата страница jadiborek.com.mk, ќе го видите. Ете феноменална работа. И вакви луѓе, како оваа наставничка, верувам дека се повеќе, тоа се млади, писмени, растени со Facebook, со Википедија, со
со познавање на јазици, бидејќи денеска децата имаат широка општа култура многу рано, затоа што широката и општа култура многу брзо им е позната. Кај може она да ги знае, знае она и Жан Мишел Жар, и знаат ова, и знаат он. Зошто? Затоа што е присутно. Ќе му дојде и дури да не му е интерес. И тоа е добра работа. Така ќе создаваме не само луѓе кои ќе бидат паметни со знаење, туку ќе бидат емотивно стабилни, не изфрустрирани. А ова време, кај што сме згужвани, најтешката борба е борбата против стресот. Бидејќи ако научат да си ги смират емоциите, да бидат умно срдечни, да бидат стабилни, емоционално интелигентни, побарите го овој назив е многу популарен и многу битен за ова време. Емоционално интелигентно дете, без оглед дали има факултет и со какви оценки и како факултет, е многу поуспешен како личност во животот во било кое поле од што друг. А стресот, ние што сме подложни на стрес, ние сме тие што заболуваме од психосоматски заболувања, чир, камења во бубрек, кардио, мождани удари, инфаркти, тумор и рак. Така што, барем у најголем процент. Така што хистеријата кон храна, кон луѓе, кон све вика, тоа е едно. Не можеш едно да имаш спрема. Човек има еден однос. Ако имаш различен однос кон различни работи, тоа се вика шизофренија. Различни личности. Мачево го сака, многу е убаво, за него сум нежна. А ти бе шове мрсул. Тоа е шизофренија. Ние треба да имаме исти однос и кон луѓе, и кон природа, и кон Бог, и кон материја, и кон храна. Тогаш, не затоа што некој тоа го бара, тоа е добро за тебе. Тешко? Тешко е, брат, немаш појма колку е тешко. Немаш колку пати ја вака просветлен искачам, викам нема да се не, ја на пешачки премане. Поминам ко. Селјачиште едно бе, стоко е. Што си направил? Страшно е тоа. Страшно е против инстинкти, импулси. Човекот... Лао Це ли беше, Конфуција ли беше, века, моќен е оној човек што го подбедил непријателот. Најмоќен е оној човек што ги покорил непријателите. Но, дефинитивно, најмоćниот човек на планетата е оној што се победил себе си. Put yourself into control. Туку, уште една реминисценција од минатото. Една фасцинантна и прекрасна работа која не возбуди во 90-тите години. Цела 103 идевме, ни беше култни и со музика, и со филм, и со приказна. Дени Бойл и неговата легендарна и култна сторија наречена Trainspotting, дотогаш невидена во кинематографијата. Се враќа со втор дел. Еве ги сеа, абдалите повторно се сретнуваат. Hello, Mark. So what you been up to for 20 years? Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone, somewhere cares. Missed you, mate. I missed you too, Spud. Choose looking up old flames, wishing you'd done it all differently. Do you still take heroin? No. And choose watching history repeat itself. Hello, Franco. Simon, I'm home. Choose your future. Call the police. What shall I say? Just tell them we're dead. Choose reality TV, slut-shaming, revenge porn. Choose a 0-hour contract, a 2-hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse. And smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's kitchen. And then, take a deep breath. You're an addict. So be addicted. Just be addicted to something else. Choose the ones you love. Choose your future. Choose life.
Окей, драги мои пријатели и пријателки. Тука е и некаде крајот на денешното издание на Јади Бурек. Еве, чиста илустрација, она која ќе ти дојде, која некој те подкачува и ќе ти дојде лошо. И како ќе се прославиш која ќе се појавиш. Црногорска телевизија се вклучува од Сити Мол, не нашиот, црногорскиот Сити Мол, се вклучува репортер. Vikend dobre hrane, manifestacija koja se održava u Novom City Mallu. Naš Aleksandar Radović je tamo. Saša, dobro jutro. Jesi li obišao štandove? Šta je sve u ponudi? Majmuna jedan. Што да ви кажам, луѓе? Што да ви кажам? Тоа е тоа. Неко интересно беше, сосема за крај, малку емоции, малку солзи. Одиме со солзите од CNN. Кога загуби Америка тажна. LGBT, геј, тажно, тешко, плачење, ред солзи, ред мрсули. Fuck you. Тоа е тоа. Fuck you. Океј, fuck you. Баш заради нивната ароганција, знаете, историјата се повторува како фарса. Не е ова прво. Бидејќи каде се повторува историјата и каде е фарсата. Се сеќавате кога умре севернокорејскиот владетел Ким Јонг Ил? Како американците им се смеја и правеа шоу програми со тоа како они тагувале. Мене ништо не ми е поразлично од едните и од другите. А вака ќе биде и на 11. It's a crying time again. You gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. Тоа беше се за вечерва, драги мои пријатели и пријателки. Утре одиме во Аризона. Ќе правиме интервју директно од Аризона во врска пост изборите во Соединетите држави. Мистер Джейсон Мико. Лека ноќ и пријатно. Салуте.